Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, градоначалникот на Прилеп, вчера извршија надзор на градежните работи, при што од страна на Ристески беше посочено дека досега се изградени над 150 километри водоводна мрежа и огромен број на километри нова канализациона мрежа, а ке следува изградба на колекторски систем пречистителна станица, со што силно ќе се влие врз заштитата на животната средина. Канализација нова и пречистителна станица. За кој дел од градот? Па се офатени повеќе населби каде што немало соодветна канализација или каде што имаме мешана канализација. Сега се сепарира канализацијата, баш каде да биде фекална, посебно да биде атмосферска канализација, со тоа многу ќе се подобри внатрешната инфраструктура. Колка е инвестицијата, Маре? Инвестицијата беше предвидена 30 милиони евра, меѓутоа со тендерите падна негде на 26-27 милиони евра. Истовремено, освен инфраструктурните градежни проекти од типот канализациона, патна и водоводна мрежа, се инвестира после повеќе децениска запуштености на објектот на Прилепската болница. Таму во моментот се во тек градежни работи во износ од над 70 милиони денари. Повеќе блокови од болницата се средени, а градежните работи продолжуваат во полнек. Се инвестира во медицинските оделенија, во потребната опрема, нови тоалети и инсталации. Тодоров посочи дека претходно условите биле значително лоши, но преку системско инвестирање тие се подобруваат. Се гледаше на трети спрат долу. Се гледаше доле. Вака, можеше да видиш долниот спрат. Сите тоалети се вакви, реновирани сега, така? Сите комплетно, значи се Груевски ги посети и градежните работи кои се во полнек во рамките на болницата во интерниот и женскиот дел. Сега овој кој одел е? ова е интерно женскиот дел. Интерно женскиот дел. А машкиот е таму? Машкиот беше го Така. Овој дел ќе биде за месец дена? Па тука некаде. Од прилика тука. Ево ни. Да. Пациентите задоволни од извршената реконструкција истакнуваат дека комплетно е променета сликата за Прилепската болница, каде годишно се обслужуваат илјадници пациенти. Сега свака ти час тебе. Свака Не е само на мене, на сите, еви министрот е тука. И на министерот. Министер здраво. Здраво живо. Добар сум. Да ми сме здрави, живи. И вие исто. Здраво, Маријан, ша правиш? Добро, како сте вие? Добри сте, добри. Хвала Богу. И добро си поминуваме. Сестрите ни се одлични. Задоволни се сега во новиот дел тука? Задоволни во секој случај. Во реновираниот дел? Многу убаво, многу убаво. Груевски истовремено потенцираше дека преку постојана комуникација со граѓаните се дојди до предлогот за нови вработувања во здравството. До крајот на месецот следува нов оглас за нови 350 вработувања на доктори и сестри токму во Прилепската болница. Нели ти спомнав дека еден граѓанин ми кажуваше дека има голем недостаток на доктори овде. Ми спомна 350 и вкупно низ Македонија, така? Дека Направивме планираш. план за нови вработувања во вкупен број од 350. Низ цела Со држава. посебен фокус на цела држава, со посебен фокус на доктори и на сестри. Но и на останати. Ке има дел и лаборанти, физиотерапевти и така натаму. И ова е една поголема бројка со која што треба уште дополнително се зајакнат кадровските потенцијали во здравството. До сега Тоа сега ќе почне процедурата, така? па ние веќе ја почнавме процедурата, доставуваат болниците барање до фондот и до Министерството за финансии, тоа е процедура. Огласите кога? Во август? Не, побрзо сакаме, веднаш да ги Крај на кажем. јули. Да.